Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е уште едно во циклусот на видеата инспирирани од книгата на Чепмен "Петте јазици на љубовта" и ние денес ќе зборуваме за вториот јазик според него, односно јазикот на квалитетно поминато време. Зошто е битно да го препознаеме овој јазик? Ако нашиот примарен јазик е јазикот на квалитетно поминато време во случајов, односно ние имаме потреба нашата љубов, нашето внимание да го пренесеме, искажеме преку квалитетно поминато време со некој друг, а тој има потреба, например, од охрабрувачки и убави зборови или од давање подароци и некакви други начини на искажување на љубовта, тогаш ќе наидеме на недоразбирање, односно јазикот на кој што ни зборува другиот можеме да го сватиме како недостиг на љубов или обратно, другиот да не може да разбере нашата потреба за искажување на љубов. Под квалитетно поминато време се подразбира време кое што го поминуваме заедно и во кое имаме неподелено внимание, во кое се исклучуваат телевизори, лаптопи, телефони, кои што би ни ги одвлекувале вниманието, што мислам дека е особено проблем во денешно време. Кога разговараме, кога се забавуваме, кога се дружиме, независно што и да правиме, нашето внимание е убаво да биде насочено еден на друг, наместо на сите овие помагала кои што претходно ги споменав, затоа што тоа за некого може да значи непосветено целосно внимание. Ќе постојат и периоди во кои што и ќе гледаме телевизија и ќе седиме на лаптопот и ќе бидеме на телефонот. Меѓутоа, во она време кое што изнесува 20 минути, половина сат, сат, два, колку и да го имаме, и кој ќе се договориме да го поминиме заедно и квалитетно, тука нема место за сите тие одвлекувачи на внимание, затоа што тогаш практички ние не го поминуваме времето со другиот, односно не му сме целосно посветени, а некому тоа навистина му треба. Ова е и мојот јазик на љубовта, мојата потреба е за квалитетно поминато време, за квалитетен разговор со другиот, и мене лично ми предизвикува фрустрации кога оној со кој разговарам не е целосно посветен, кога немаме контакт со очи, кога вниманието му е одвлечено, независно дали од сите овие помагала што ги споменав или пак не е фокусиран, туку гледа лево, гледа десно. И сето тоа, јас како соговорник, нели и вие во таква улога, постои веројатност да го почувствувате како нетрпеливост, како непријатност, како немање желба да се биде тука или имање потреба да се биде на друго место и да се прави нешто сосем друго. Таа непријатност создава недоразбирања и понекогаш, за жал, и конфликти. Токму за да се избегнат сите тие конфликти, особено во брачните односи, за што и главно зборува Чепмен, е битно да се осознае потребата на партнерот, односно неговиот јазик на кој тој зборува, јазикот за квалитетно поминато време. Сите овие јазици се исто така корисни не само во брачните односи, туку и во односите со другите луѓе, во комуникацијата која имаме секојдневно и препознавањето на туѓиот јазик на изразување на љубов, внимание и емоции може многу да ни помогне и да ги подобри односите со другите луѓе. Авторот вели дека седењето еден до друг со вклучен телевизор и кога двајцата партнери гледаат во телевизорот не е квалитетно поминато време. Или јас би рекла, седењето еден до друг е различно од седењето еден со друг. Имаме и периоди кога и ќе седиме пред телевизорот и нема да бидеме фокусирани еден на друг. Меѓутоа, тогаш кога сакаме да разговараме за нешто, кога едниот има потреба да каже нешто на другиот или едноставно кога има потреба да помине време со другиот, во можеби некаква активност која и не мора да биде толку сериозна, едноставно да биде некаква забава, можеби на едниот од партнерите му е навистина битно да бидете еден со друг, а не еден покрај друг. Ако сме на прошетка, во парк, во шума, иако ни е битна прошетката, а не тоа со кого сме,
И тоа е во ред, понекогаш се собираме во различни групи, понекогаш шетаме сами, но кога одиме со нашиот партнер или пријател или со нашето дете, за да поминиме квалитетно време заедно, фокусот треба сепак да ни биде еден на друг, дури и тогаш кога уживаме во воздухот, во зеленилото, во прошетката. Сите тие уживања, впечатоци, емоции, сликите што ги гледаме, би било убаво заеднички да ги споделуваме и фокусот да ни биде сепак на заедно поминатото време, а шумата, паркот, зеленилото да биде само уште едно задоволство повеќе во она што заедно го правиме, а не приоритет. Независно дали седиме на креветот или се наоѓаме во шумата, сме седнати во некаков ресторан, во некоја кафеана, па заедно пиеме кафе, јадеме, разговараме и тогаш е многу битно да бидеме еден кон друг насочени, односно вниманието да не ни го одвлекуваат другите во просторијата. Тоа што се случува наоколу се разбира дека нема да останеме имуни ако се случи нешто значајно, меѓутоа и тогаш нашето внимание можеме заеднички да го насочиме и да разговараме за она што е во нашата околина, она што не обкружува, она што ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Не зборуваме за некоја константност за 24/7, исто како што и авторот во книгата, за 20 минути, за половина час. Се вели дека не е битно колку време поминуваме заедно понекогаш, туку е битно квалитетот на времето кое го поминуваме заедно. Вие може да бидете со некој човек 5, 6, 7 сати на иста маса во иста просторија, а да не сте заедно, да не правите ништо заедно, да размените 3 збора, да не се ни погледнете. А може да бидете со некој човек 15 минути, 20, половина сат и да поминете толку убаво време, да споделите толку многу работи, толку многу емоции и потоа да се чувствувате прекрасно, што нормално би било и убаво ако имате потреба тоа да трае и подолго. Меѓутоа некогаш и 20 минути, половина час и 1 час имаат големо внимание и може да ни го одредат понатаму квалитетот на денот. Ако тоа секојдневно го практикуваме, тоа ќе влијае и врз квалитетот на нашите односи долгорочно, а и врз квалитетот на нашиот живот. Сите ние имаме потреба да разговараме со некој, нечие внимание, да споделиме нешто, како знак на тоа дека на другиот сме му важни. Тоа што го зборуваме, тоа што го чувствуваме, а тоа што го правиме му е важно. Кажав на почетокот дека ова е мојот јазик, мене многу ми значи квалитетно поминатото време со пријателите, со луѓето кои ми се блиски. Затоа многу често не сум можела да разберам како тоа на другите луѓе не им е важно, па додека седиме, пиеме и разговараме, постојано гледаат во телефонот, се дефокусираат или едноставно кога луѓето сметаат дека може да гледаат и телевизија во исто време да зборуваат или да ми посветат внимание. Мене искрено сите тие работи ме фрустрираат. И јас кога не сакам да поминам со некој квалитетно време, тогаш едноставно нема да го правам тоа. Нема да отидам на кафе, нема да почнувам разговор ако не сум фокусирана, ако не се чувствувам убаво, ако не ми е пријатно со таа личност. И сметам дека е многу пофер некогаш да се каже дека ми е поважно нешто сосем друго, имам друга работа, имам друг интерес, отколку да се договориме дека тоа време ќе го поминеме заедно и потоа тоа време постојано да биде нарушувано и вниманието на другиот да биде одвлекувано во оние односи во кои што има недостиг на квалитетно поминато време. Луѓето се оддалечуваат, се затвараат полека. И затоа е битно да се препознае тоа, да се препознае потребата, неговиот начин на споделување љубов и внимание. Изговорите од типот немам време, не можам да се фокусирам само на тоа, не можам да најдам половина час или час за луѓето кои ми се битни, се, како што реков, само изговори. Ако тие често ги користиме кон одредена личност, може би е време да се запрашаме дали ние навистина сакаме да бидеме со таа личност, дали навистина сакаме да поминуваме време, особено кога се работи за пријатели, за роднини, за колеги од работа, па и за брачните партнери или партнерите со кои сме во љубовен однос, особено
кога се работи за децата, затоа што децата се најчувствителни, затоа што децата најмногу препознаваат кога некому му е поделено вниманието, кога не е фокусиран и на децата не им е толку важно да сме ние покрај нив, ако сме со телефонот во рацете или ако гледаме во телевизорот. Тоа не е квалитетно поминато време со своето дете. Квалитетно поминато време е кога правиме нешто, независно дали разговараме на некоја тема, дали му читаме приказна, дали играме со топка, дали некоја друга активност. Не е битна ни книгата, ни топката, понекогаш ни тоа што го зборуваме, колку што е битно начинот на кој тоа го кажуваме, нашата посветеност, гледањето во очи, љубовта, емоциите, контактот кој го остваруваме со детето. Не е битно дали тоа ќе биде половина час, час се разбира од нашите можности реални, од потребите на детето, кои што може исто така да бидат различни. Меѓутоа, дека немаме време во текот на денот или во текот на една седмица да им посветиме еден час на луѓето кои ни се блиски и важни, е само изговор. И тоа изговор на оние луѓе кои што најчесто многу време трошат на својата работа, на некои своји други интереси, што исто така во ред. Ако се каже јасно и гласно, тоа не е причина да не може да се најде половина час или час во денот и да се помине квалитетно време со луѓето со кои ни се драги. Ако тоа веќе постојано го користиме како изговор, тогаш ево прашање нешто сосем друго. Ако сакаме да имаме квалитетни односи со другите луѓе, треба да се запрашаме зашто овде на вистина се работи. Сигурно не е во прашање недостигот на време. Тој изговор е изговор во кој луѓето како мене, кои што им е важно квалитетно поминатото време, не веруваат. Зборот заедно е зборот кој што го определува квалитетот на времето кој го поминуваме ние. Заедно да правиме нешто, заедно да уживаме во тие одделени 20 минути или половина час, кои се огромна вредност, затоа што некој од сопственото време, од својот живот, наоѓа 20 минути половина час да ви ги посвети и да ви ги подари само вам. Или обратно, ние сме одделиле половина час, еден час, за да ги дадеме некому, за оние кои имаат потреба да го зборуваат јазикот на квалитетно заедничко поминатото време. Тоа има огромно значење и јас тоа можам да ви го потврдам. И мене тоа време многу ми значи, многу повеќе од јазикот на комплиментите, од материјалните подароци или услугите кои би ми ги направиле другите луѓе по име на љубовта. Сите сме различни, сите имаме различни потреби и затоа и го правам ова, за да можеме да разбереме, да препознаеме и кај себе и кај другите кој јазик нам најмногу ни одговара, кој јазик најмногу му одговара на партнерот, детето, пријателот, па доколку сакаме да имаме подобри односи, подобра комуникација, да се обидеме, да го разбереме и да го научиме јазикот на другиот. И на крај само да споменам дека можеби најквалитетно поминато време е времето во кое молчиме заедно. Молчењето заедно е израз на голема блискост, на големо заедништво, на одлично познавање еден со друг. Меѓутоа се чувствува дали е молчење, одуживање, пауза од се што ни се случува или е молчење од некои други причини, од што немаме веќе што да си кажеме, не сакаме да кажеме, се чувствуваме можеби повредени од нешто, па молчиме да го покажеме тоа. Сепак, квалитетното време подразбира и квалитетен разговор и луѓето кои зборуваат на јазикот на квалитетното време исто така им значи многу и квалитетниот разговор, а квалитетниот разговор е дијалект на јазикот на квалитетно поминатото време. Но за тоа последното видео. Ви благодарам за одвоеното време, за квалитетно поминатото време, доколку сте биле фокусирани на ова што го зборувам. Се гледаме во следното видео со квалитетен разговор како дијалект на овој јазик на љубовта.